обезбедувани. Да бидам искрена, и не очекував дека касата на општината ќе ја затекнеме празна. Општината имаше 30.437.468 денари долг, кои со домакинско работење успеавме дел да одолжиме и да започнеме со зацртаните проекти кои ги ветив. Детската заштита и грижата за најмладите остануваат главните приоритети на кои посветено секојдневно работиме. Изградивме ново монтажно училиште во село Ношвал. Ги реконструиравме училиштата во село Радобор, Долно Чарлија и во Добрушево, за да има поквалитетен образовен процес. Отворивме 3 центри за рандетски развој, медиотека, оградивме училишта, набавивме нови столчиња, нови тоалети. Најавувам и многу други проекти за правилен развој и образование, кои ќе ги реализирам јас како градоначалник заедно со Советот, бидејќи децата се сепак нашата иднина. Изработена е исто така и проектна документација за градинка во село Могила. Грижата за најмладите и обезбедување на услови за згрижување и воспитување на децата е вистинскиот пат по кој мора да се движиме. Во општина Могила нема миграција. Поголемниот дел од мојата работа го издвојувам токму кон тоа да овозможиме нормални услови за живот. Изградивме пречистителна станица со дел на канализациона мрежа во населеното место Добрушево. До изградба на краци на канализациона мрежа во село Могила, а ќе започнеме со изградба на пречистителна станица со канализациона мрежа и во село Ивањевци. Исто така и атмосферска канализација во населените места Будаково и Трап. До сега направивме се што е во наша моќ за подобрување на животната средина. Изградивме многу паркови, расчистивме депонии. Во неколку училишта старите печки за дрва ги заменивме со инвертер клими и системи за грејење на пелети. Се грижиме и за патната инфраструктура. Реконструкцијата на стариот регионален пат Битола Могила Прилеп после 6 години најголемиот инфраструктурен запад што државата го вложила во општина Могила. Покрај мултинаменскиот објект кој се гради во село Ивањевци, за крај со задоволство би ви кажала дека потпишан е договор за изградба на нов повеќенаменски објект во населеното место Могила. Реализацијата на овој проект директно ќе влијае врз подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во општина Могила. Непречено давање на услуги, особено во делот за издавање на лични документи, дополнителни услуги во однос на можности за вработување, социјални услуги, место за култура и образовно надградување на младите, канцеларија и за граѓански иницијативи и акции. Општина Могила е срцето на Пелагонија. За таа цел започнавме со подготвување на проектна документација за електрификација на атарот на цела општина. Како градоначалник на општина Могила, ќе продолжам да се грижам за граѓаните, заедно да изградиме општествена солидарност, за да постигнеме ниво на еднаквост во општеството.